Повеќе од половина век јас пишувам песни на јазик на еден народ што го сочинуваат околу 2 милиона луѓе. Да биде мојата позиција уште поранлива, јазикот на кој што пишувам, македонскиот, е кодификуван допрва во 1945 година и јас лично сум зел извесен удел во тој чин. Од некои центри на моќ на Балканот ни се оспорува правото да пишуваме на свој јазик и да се сметаме за современа народна заедница. Некој што подобро од нас сите знае какво треба да биде устројството на светот, очевидно решил покрај големите народи и јазици да има мали народи, да има и мали народи и јазици. Нека е проклет часот кога ми кажа дека се урива црквата во Небрегово. 1000 тажачки како да почна да се гласат и да тажат во мене тогаш како темно подземје да излегува. На самото моje детство, значи, последните жилки му се ништат. И еве се копачи и мојот најдлабок корен. А како да сум го предусетил тоа, одамна во мене неспокојства тиштат и одамна сум морен. И не таа мала црква со наивно насликан пепел, со ѓаволи што го поганат ваганот на бајачката, ами самата моја снага се рони, би рекол, за да одекнува во урнатините плачка. И моите први години на учениче, на 6 лета, и мојата прва света Сава во дворот на таа иста црква, чие клепало толку чисто, уште во споменот одзвонува кога во него некој замислен мама и тие бојадисани шеќерчиња во табли и пјатови врз нашите гробови, што селото на своите дечиња им ги дава, сето тоа, одеднаш во пустелија потонува. Дури и птиците што кружеле на таа црква, чавките и гавраните во мојот спомен, дури и тие сега, кога црквата се урива, станале како обична украса спрема небото, дел од неподвижна гравура и нивниот полет е ограничен и слаб. Се урива црквата во Небрегово. Малата црква што некогаш дрзок селски дух ја правел, а јас ништо не можам да сторам. Иако тоа седело излегов, и јас сум уште еден здробен авел. Се урива мојата заветна црква, еј луѓе, се рушат моите гробови, а залудно да викам за помош, кога туѓото е туѓо, и никого не може да го боли што јас липам од самите бели дробови. Но сепак јас кревам клетва на часот што ми јави дека се урива црквата во Небрегово. Штура е на тој час опарената жетва и грозно значењето него. Крај таа црквичка, на Бадник и Василица, при снег и мраз, се пале огнови на коледарите и василичарите, а јас, на рамењата од татко ми качен со очи оджагорени во мракот, играта на сенките на пламењата ја пластев во себе, во самата душа пласт по пласт. Крај таа црквичка,
на летни празници на сред село. На ледината ќе изнаседнеа стареите, а пред нив се зафаќаше оро и надпревари, фрлање камен и скокање, и крај им немаше на песните и смеите. Крај таа црквичка се раѓаше нашата верба во едината, нашата надеж во беричетот и во силата на вистината. Околу неа чудни имиња, Пеливар, Поила, Орниче. Еднаш за секогаш запаметена на тоа Орниче во гробиштата, во утро есенско, Круша горничка. И еве сега станува пепел, темелот што не крепел. И еве станува пуздар и плева, нашиот уџум, рскот и врева. И еве сега се руши храмот во нашите души. И сега, сам истраден со таа мала црква, и јас се уривам, лит и јад. Блувото клепало гласи, нема што да те спаси. И по закони груби целеден живот се губи. Мала, напуштена црква, би те закрепил не може, дури со двете рамени. Но слаби се тие столбови и не држат, ами лево и десно, од самата моја снага се ронат твоите свети камења. Македонската култура во еден пресуден миг имаше огромна среќа што во неа се појави еден Блаже Конески. Првата мисла е дека постојат во секоја една култура столбови на таа култура и дека еден од столбовите е Блаже Конески. Тој е присутен секаде околу нас. Кога се подсетувам на делото на Конески, тоа е синтагмата културна акција. Блаже Конески беше нашата инспирација. Творец на безвремени текстови, голем визионер и автор пред своето време. Толку импозантен и маркантен во сето свое книжевно и научно творештво, а толку едноставен и скромен како човек. Тој го даде својот влог, својот придонес за македонскиот јазик и ние сме горди што како негови ученици го денес нашиот факултет го носи неговото име. Тоа е за нас истовремено и обврска, ние да продолжиме сите, мислам како колектив, да го следиме неговото дело и да дадеме дополнителен придонес во македонистиката, во развојот на сите нејзини сфери, што како што е потребно. Јас можам да кажам дека ја имав и таа среќа и тоа задоволство да бидам и вистински негов ученик, односно негов студент. И се сеќавам на неговата големина во смисла тој никогаш не се правеше голем, како што понекогаш се случува кај некои луѓе да самите да си придаваат значење себе си. Тој секогаш беше, би рекле, едноставен човек, близок со студентите, секогаш благонаклонет кон нив, секогаш имаше една карактеристична блага насмевка која мене се уште ми е во сеќавање пред моите очи кога ќе се сетам на него, секогаш се сеќавам и на неговата добродушна блага насмевка со која тој им се обраќаше на луѓето додека разговара со нив. Секогаш беше таа присутна на неговото лице. Од него многу научивме. Тоа беше една исклучителна фигура. Еден научник, еден творец со извонредно образование, извонредно информиран, креативен, полн со визии и со една позитивна енергија да се вклучи исцело во слободното растење на оваа култура. Тој
Во 1945 имаше 25 години. Неверојатно за еден толку млад човек, сепак, колку во него имаше енергија, колку имаше замисли, големи замисли и колку желба тие замисли да се остварат. И тој целиот се вложи во таа ренесанса на македонската култура која почна со 45-та година. Блаже Конески беше лингвист од светски ранг. Импресионира широчината на неговите научни интереси. Тој се занимаваше со теми од современиот македонски јазик и со теми од историскиот развиток на македонскиот јазик. Ние сите што го сакавме јазикот, сите што пробувавме да пишуваме поезија, проза, сите што сонувавме да се запишеме да студираме македонски јазик или книжевност. Сите знаевме дека Блаже Конески е тој што е нашата инспирација, Блаже Конески е тој што не поттикнува да го учиме тоа и да го сакаме македонскиот јазик и да ја сакаме македонската нација. Конески всушност за да ја оствари својата културна акција, на извесен начин го поврза своето научно дело со своето уметничко литературно дело и воспостави мост меѓу науката и литературата, исто како што воспостави еден, би рекле, надмилениумски мост со сите предходни проучувачи на македонскиот јазик и уметници на зборот. Од времето на Климент Охридски, преку, би рекол, македонската преродба, па се до негово време. Името на академик Блаже Конески во македонската па и во светската славистичка наука се спомнува со голема почит. Тој е лингвист кој остави највпечатливи траги во македонската јазична наука. Неговиот книжевен опус го изразуваат 650 публикувани библиографски единици, од кои 45 книги поезија, проза и научни трудови, околу 170 студии и есеи од литературата и културната историја. Академик Блаже Конески е автор на 27 книги од областа на лингвистиката, а 22 поетски збирки се преведени на повеќе странски јазици. Значи, постојат моменти кои што се одлучувачки за културата, науката на еден народ, и во тие моменти Конески е главниот. Например, правењето на азбуката каде што учествувал Конески, можеби не главниот, меѓутоа станува главен, бидејќи излегувал таа комисија, па потоа повторно се враќа. Тука се професорот Крум Тошев веќе го зборуваме. Крум Тошев, повеќе мина други, меѓу другите и Венко Марковски и така натаму. Проданова, Милка Проданова и други, така. И Конески во тој момент излегува, бидејќи има свое мислење кое што се покажува објективно точно. Втората работа е правописот, заедно со Крум Тошев, каде што за прв пат е додаден и правописен речник 52-та година. Третата работа е работата околу речникот. И 61-та, 66-та. Тритомниот македонски. Тритомниот. Да сме го немале Конески, прашање како би била нашата наука денес, како би, да речем, не може ли ние да се насочиме во тој поглед во однос на истражувањата за јазикот, во однос на нашата историја, правопис, фонетика, фонологија, морфологија. Знаеме дека граматиката од Конески се уште единственото учебно помагало во нашава наука, се уште не надминато. На 10. октомври 1967 година во Скопје свечено беше отворена Македонската академија на науките и уметностите МАНУ. Основањето на МАНУ најде голем одглас во земјата и во странство. Македонската академија доби голем број честитања од представнички тела на Федерацијата и Републиката, универзитетите во Југославија и голем број установи од областа на науката и културата, како и од голем број општествени организации во земјата. За човекот за кого се е кажано и напишано во македонската наука, литература, култура, историја, но сепак сметам дека за Конески треба уште многу да се каже и да се напише, да се откријат нови хоризонти, да се представат нови видици од неговото творештво, да се создадат нови зборови, искази на мислата покрај илјадниците кои што го носат епитетот од Конески. 19. век значи
воопшто за нас почеток на модернизација во сите области на животот. Па тој процес го вклучува и јазикот. Бидејќи едно современо општество, една современа национална заедница, има потреба и од заеднички литературен јазик, напредувањето кон таа цел се забележува во текот на целиот минат век, иако историските околности во Македонија не беа погодни да се реши тогаш и дефинитивно нашето јазично прашање. Крсте Петков Мисирков е необично важна фигура во нашиот културно-историски развиток. Ние во него можеме да укажеме на еден од нашите предци што совршено јасно и аргументирано го поставил прашањето за македонскиот јазик, но исто така се искажал и за историските патишта што треба да ги следи нашиот народ. Во однос на тогашниот момент, тој направи синтеза врз основа на она што беше пред него присутно како напор во создавањето на македонската писменост и на македонскиот јазик на нова основа. Тој на иднината и завешта некои трајни придобивки. Оваа синтагма тој ја вложува, би рекол, во своите проучувања првенствено на Кирил и Методи, односно на Методи особено, на Свети Климент Охридски, за подоцна оваа иста синтагма да ја употреби кај голем број наши преродбеници и всушност и самиот Конески да направи еден културен подвиг, и овој израз е лично негов, и говорира всушност поранешниот поим народен подвиг, термин што го вложува уште Прличев, па токму преку овие, би рекле, голем број културни акции, Конески се соживува со сите македонисти од претходниот период, кои се вложиле во оформувањето на македонскиот јазик, најпрво на издигнувањето на македонскиот разговорен јазик во уметнички, односно литературен, а потоа и во еден стандарден јазик, јазик на македонската нација. Ако македонската поетска реч со самото нејзино изречување е војување, тогаш Блаже Конески е еден од предните и храбри војни. Наследник на Климента, Наума, на Миладиновци, Прличев, Рацин и најмногу на Марко Цепенко, Блаже Конески го изврши пред се она најважното, човечкото, својот долг спрема татковината. Меѓу двете светски војни ние имаме ширење на употребата на македонскиот литературен јазик и дефинитивното определување на цели генерации за тоа да се изразуваат писмено на својот мајчин јазик. Сакам да верувам дека сите ние знаеме кој е Блаже Конески, дека Блаже Конески е еден голем и ненадминат научник и истражувач, голем поет и писател, одличен преведувач, мислител, создавач. Ако го имавме Климент Охридски, значи не само ние, сите овие во тоа давнешно време, нели, како го постал овде во оваа седина, па ако сме го имале Крсте Мисирков, нели, на почетокот на векот, ние го имавме во 20-тиот век Блаже Конески. Се кому пречел? Тој не пречел никому. На тие луѓе им пречел македонскиот јазик, македонската култура, македонската држава. Ете се, Милковиќ ме текнува, убиме прејака реч. Да, значи самиот Конески како човек, како личност, како физичка личност, не им пречел. Им пречела македонскиот јазик, македонската државност, оставува и оставувањето на македонската идеја. Само да ве подсетам дека никој од нив овие тројца што ги споменав
не завршил многу славно барем во текот на својот живот. Денес навистина сме во ситуација кога е загрозен нашиот јазик, првено од самите себе. Затоа што не го користиме, не го применуваме онака како што ни е оставен, како завет. Од нас самите, точно. Се урива мојата заветна црква, еј луѓе, се рушат моите гробови, а залудно да викам за помош, кога туѓото е туѓо и никого не може да го боли што јас липам од самите бели дробови. Македонскиот литературен јазик во времето на војната како средство за создавање на една литература во функција на борбата и како средство за комуницирање во различните области на животот се афирмира се повеќе и, што е особено важно, свеста за тоа дека треба да се создаде единствен литературен јазик напредува и таа свест проникнува кај припадниците на различни наши дијалектни области. Имаме ширење на употребата на нашиот литературен јазик. Се уште не е извршено негово изедначување. Уште треба да се чека на неговата унификација, но низ секојдневната практика се афирмира неговиот облик и се олеснува она што требаше да дојде како некаков дефинитивен чин на кодификација на нашиот литературен јазик и што се случи непосредно по војна, по ослободувањето на нашата република. Многу малку се води сметка за она што го имаме како наследство. Во однос на јазикот зборувам. Сведоци сме дека во последниве години се случува јазикот, постојана деградација на јазикот, многу малку се применуваат сите норми кои што се однесуваат на стандардниот македонски јазик, онака како што сме го наследиле од минатиот век, да речем, од времето кога Конески ги поставил тие граматички, фонетски, морфолошки норми. Во тој период кога ние растевме, секоја година се промовираа нови книги од Блаже Конески. Нешто поезија, потоа нели имаше и лозие тука, потоа тука се неговите научни дела, неговите научни текстови. И ние граматиката на македонскиот јазик. Може би го знаат Конески како поет, како писател, може би. Не толку не верувам дека го читале дневникот или ги го читале збирката раскази Лозија. Мислам дека малкумина. Не е онака нивото на... Воопшто не само на Конески, да речем и на Мисирков и на добар дел од нашите интелектуалци од 19-тиот, па и од 20-тиот век, не се поставени на она вистинско место како што треба да бидат. Конески е стожерот на македонската литература, на македонската култура, на македонистиката, на македонскиот јазик. Тој е оној носечки столб, а всушност тој постави 4 носечки столба на македонистиката. Се вложи во правописот, се вложи во граматиката, се вложи во речникот, се вложи во историјата на јазикот. Тоа се 4 столба што секој еден јазик треба да ги има цврсти основи. Многу ми навелат дека македонскиот правопис, оној што е поставен токму од Блаже Конески, преку неговите идеи, е еден од најсовршените писма и правописи на светот. Блажи даде многу на оваа земја. И даде повеќе од сите што и се обраќава во својот сон, во своите мисли, со својот стих. Блаже никогаш не ќе е минато. Добро е познато дека Блаже Конески беше и лингвист и поет. Како лингвист, тој е несомнено централна фигура на нашата филологија во 20-тиот век. Како поет, тој исто така е во врвот на современата македонска поезија. Но овие две области, според мене, не треба
да се мешаат. И самиот Коневски секогаш ги разграничувал и не ги доведувал во непосредна врска едната со другата. Длабок печаток ми оставаше неговата восхитувачка работна енергија, која зрачеше од едно нежно и кревко тело. Восхитувачката и сестрана дарба на поет, на писател и на научник, и неговата срдечност, непосредност и топлина на пријател. Нека е проклет часот кога ми кажа дека се урива црквата во Небрегово. 1000 тажачки како да почна да се гласат и да тажат во мене тогаш како темно подземје да излегува. Врз основа на сето она што било сторено, врз основа на сето што до тогашната практика, особено практиката во НОБ го донесла, се констатира дека волја на македонскиот народ е тој во својата република да комуницира, да се учи, да создава на својот литературен јазик. Мислам дека значењето на тој миг е толку големо што и нема потреба особено тоа да се подвлекува. Меѓутоа, пак би укажал на тоа што го реков во врска со Мисирков, дека не е случајно што на првото заседание на АСНОМ се донесува едно вакво решение. Тоа покажува дека јазичното прашање било посебно значајно за македонците и дека во моментот кога АСНОМ се јавува како тело што ја конституира македонската државност, тоа прашање не само што не било молкум поминато, ами дури било и посебно акцентирано. Представа големина која што со сите своји објави, со сите она што тој го има кажано и напишано, стои на истото високо равниште како Крсте Петков Мисирков. И големина која што останува со сите своји атрибути, вредности, останува немерлива во сите димензии на времето и на просторот, во македонската и воопшто во светската научна лингвистичка мисла. Коневски повикуваше на едно македонско единство во поглед на културата и во поглед на чувањето на јазикот. И потоа уште една негова мисла, кога Коневски рече единствената наша татковина е јазикот, каде да се завртиме, секаде да живеат песните и приказните, кажани на нашиот јазик, целосна татковина. Без вас, Тире и Сидоне, овде се живеело илјадници години и пак ќе се живее. Ние луѓето сме како тревана. Ја газат, се суши, се задушува, гине, само земјата останува. Ние луѓето сме како мравине, ги гмечат, ги ништат и пак се збрали купче. Одовде тргнал некогаш поход до Иден. Кој можел да го предвиди тоа? Овие Игнатија Цицерон одел во прогонство во Солун. Близу до Драма, признакот на Цезар му се јавил на Брута под шаторот спроти решителната битка. Се посветиле во Тивериопол 15 маченици. Наум соградил манастир на изворот на Белото езеро.
Ова земја го крепела и Марка кралета. И сепак, зар не доживувала таа униженија? Зар можело без тоа до зрелоста? Сето е предвидено. Ние си одиме, а земјата останува. Коневски беше извонредно образован човек, знаеше многу. Знаете, тогаш кога кај нас тие работи воопшто не беа познати, тој ги читаше и руските формалисти, и представниците на Тартуската школа, и чешките лингвисти. Беше во тек со најсовремените текови во лингвистичката наука. Но, што беше негова така карактеристика лична, не правеше парада од тоа. За секоја средба со луѓето тој се подготвувал. А се подготвувал и за секој говор. Затоа беа неговите говори на филолошкиот факултет неповторливи. Катедрата за македонски јазик при Филозофскиот факултет во Скопје долго време представувал вистински македонистички центар. Под раководство на Блаже Коневски се оформува една плејада на врвни македонисти, како што се Божидар Видоевски, Радмила Угринова Скаловска, Оливера Јашар Настева, Тодор Димитровски, Трајко Стаматовски. Но академик Коневски соработува и со вработените во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје, каде што се објавуваат многу значени книги и научни трудови што придонесуваат за развојот на македонскиот јазик. Кога се издава првиот дел од неговата граматика, тоа е фактички историскиот дел за развојот на македонскиот писмен јазик и фонологијата, фонетиката на македонскиот јазик, почнуваат напади лево и десно, почнува еден, и тоа е многу интересно од македонци, почнува еден напад најнапред од Белград, се објавува во едно реномирано лингвистичко списание, се вика тој авторот на тој текст Маневич, ретко кој го познава Маневич, сите го знаат Коневски, и вели дека ова не чини, можело вака, дека ете тој ќе пишува граматика и така натаму. Тоа е едниот од нападите. Вториот на тамошните напади се разни судски процеси кои што се одвиваат во тоа време, значи дека Коневски ја пезал ова или она граматика, дека имало кога се составувал правописот и азбуката, дека имало не две, како што пишува Коневски, туку 3 комисии. Значи, ние знаеме дека самиот Коневски тоа го пишува, дека една комисија ја напуштил и така натаму. Значи, многу луѓе се занимавале со тие моменти. Тоа било, да речеме, 45-50 година. Токму таа големина не обврзува и не задолжува, представува, јас го сваќам како завет кој што е пренесен од нашите учители и кој што ние треба да им го пренесеме на нашите ученици денес. Затоа што сме и треба да останеме наследници на Коневски, на неговата мисла, на неговото дело, на неговиот збор, наследници приложувачи на нашиот македонски јазик. Крај таа црквичка се раѓаше нашата верба во едината, нашата надеж во беричетот и во силата на вистината. Околу неа чудни имиња, Еливар, Поила, Орниче. Еднаш за секогаш запаметена на тоа Орниче во гробиштата, во утро есенско, Круша Горничка. Непосредно по ослободувањето на Социјалистичка република Македонија беше кодифициран нашиот литературен јазик во 1945 година. Тоа означи веќе еден нов период на неговиот развиток. Беа поставени известни правила, норми, што веќе не може да се пренебрегнуваат, треба да се следат. И во рамките на така поставени правила, норми,
trebаше да се создава, така да се изразам, живата снага на нашиот јазик. А тоа можеше да станува само со развивањето на нашата култура во сите области и исто така и на другите животни дејности. Денеска македонскиот литературен јазик може да се споредува со другите литературни јазици во светот во однос на тоа што има развиено цел ред функционални стилови без кои не може да се замисли функционирањето полноценно на еден современ литературен јазик. Тој процес се следеше веќе и од една будна научна мисла и се водеше грижа за афирмирање на нормите на македонскиот литературен јазик, а исто така се поставија некои межници и во однос на обработката на неговата материја. Блувото клепало гласи, нема што да те спаси. И по закони груби цел еден живот се губи. Мала, напуштена црква, би те закрепил да може дури со две рани. Но слаби се тие столбови и не држат, ами лево и десно од самата моја снага се ронат твоите свети камења. Самото наше време, современите средства на комуникација, сето богатство на животни форми, потребите тие да се задоволат преку јазичниот исказ. Сето тоа доведува до значително побрзото оформување на еден литературен јазик во наше време, отколку што тоа станувало порано. Можеме да бидеме, сметам, задоволни од тоа што е направено на полето на јазикот и на литературата кај нас по војната. Сите други генерации веќе не го паметат времето кога не беше можно нашите луѓе да се школуваат на македонски јазик. Самата таа смена, мислам, дека ќе доведе до дигање на стандардот. И уште можам само да пожелам да се засили свеста за тоа дека е за македонскиот народ посебно значаен неговиот литературен јазик, ако се работи за самата негова самобитност и дека во тој поглед треба да се засилува чувството за стабилност на нашиот литературен јазик. И еве сега станува пепел, темелот што не крепел. И еве станува пуздар и плева, нашиот уџум рстот и врева. И еве сега се руши храмот во нашите души. И сега, сам истраден со таа мала црква, и јас се уривам лит и ја. Во него постоеше една аристократска скромност. Тоест, сакаше да биде на извесен начин рамноправен со соговорникот. Да не му се наложува со сиот оној товар на знаења што го поседуваше. Секако дека е татко. Секако дека е татко и јас би го рекла прв кодификатор. И секоја чест на останатите членови на комисијата за кодификација. Значи, Блаже Коневски сметете дека направил една историска работа, една многу битна работа за Македонија и за македонскиот народ, за македонскиот јазик. Ја облагородуваше или ја оплодуваше, или да употребам еден збор што Коневски често го користеше, го импрегнираше македонскиот јазик, а токму ова импрегнирање на извесен начин има прво значење оплодува, а последно заштитува. Токму меѓу оплодувањето на народниот јазик, ние ја следиме и заштитата на јазикот. Во една песна Коневски вели луѓе бележани со пален знак. Тоа значи одбележани, осудени од некого. Значи,
од озгоја осудени. Една збирка раскази Цветанка Трпкова бележена со некој пален знак. Тоа го повлекува тоа. И Коневски зборува за Павличев, зборува за Джинот, зборува за Климент Охридски. И можам сега да додадам и Коневски е тој, што е бележен со пален знак. И кога ќе падне тоа од поети, сега малку да видам како Коневски во неговиот стил, тогаш тој тоа треба да се изнесе. Нема веќе. Да, Блаже Коневски несомнено, бидејќи целата наша литература додека бевме студенти на филолошкиот факултет, почиваше токму на Блаже Коневски, граматиката. Без разлика дали ќе имавме фонетика, фонологија, морфологија, не учевме од граматиката на Блаже Коневски. Мисирков исто така личност која што мене ме влијаеше особено затоа што да не постоеше делото на Мисирков за македонските работи, многу работи немаше да ги имаме денеска. Немаше ни Блаже Коневски да биде тоа што бил и да не го остави тоа што не го остави. И моите први години на учениче, на 6 лета, и мојата прва света Сава во дворот на таа иста црква, чие клепало толку чисто, уште во споменот одзвонува кога во него некој замислен мама. И тие бојадисани шеќерчиња во табли и пјатови врз нашите гробови, што селото на своите дечиња им ги дава, сето тоа, одеднаш во пустелија потонува. Без Блаже Коневски македонскиот стандарден книжевен литературен јазик едноставно нема иднина. Нема иднина, таа. Без основа. Основата е тука. Основата е тука. Се што е напишано и се што го пишуваме, кога пишуваме на научни теми, кога истражуваме, основата е бараме во делата на Блаже Коневски, без разлика дали е тоа историјата или е современата состојба на јазикот. Некој, но подобро од нас сите, знае какво треба да биде устројството на светот, очевидно решил покрај големите народи и јазици да има мали народи и да има и мали народи и јазици. Ни го поставува не еднаш директно прашање. Дали се исплаќа човек да создава јазик за 2 милиона луѓе? Повеќе од половина век јас пишувам песни на јазик на еден народ што го сочинуваат околу 2 милиона луѓе. Да биде мојата позиција уште поранлива, јазикот на кој што пишувам, македонскиот, е кодификуван допрва во 1945 година и јас лично сум зел извесен удел во тој чин.